Сотир Лукровски од ВМРО ДПМНЕ и Стефчо Јакимовски од ГРОМ. Тоа се имињата на двајцата кандидати кои останаа во трката за градоначалничката фотелја во Карпош. Освен што се од спротивставени политички групации, станува збори за сосема различни профили. Лукровски нема кариера во политиката, туку во приватниот сектор. Јакимовски е во политиката речиси цел живот и има 4 градоначалнички мандати, токму во Карпош. Кои се очекувањата од вториот круг во Карпош? Ќе има промена. Многу зборат, а што ќе остварат, тоа е некаде на именка. До сега не било никад подобро, никад на подобро не сме биле. Никад. Се надаме дека ќе биде подобро, па сега ќе видим, времето ќе каже. Во првиот круг, повеќе гласови освои Сотир Лукровски. 10.284, односно 34,51%. Драги мои карпошани, сакам вечерва да ја објавам историската победа на ВМРО ДПМНЕ во Карпош. Стефчо Јакимовски освои 8.761 глас, или 29,4%. Јасно изразена волјата на граѓаните на општина Карпош, значи гласовите, опозиционите гласови се скоро дупло во однос на владеачката ВМРО ДПМНЕ овде во Карпош. Гласовите што Јакимовски ги брои за опозицијски на ВМРО ДПМНЕ се за Маја Мојсова Миовска од СДСМ, која доби 3.828 гласа. Антонио Димитров од Левица со 2.802 и независната Невена Георгиевска која освои 2.669 гласа. Или тројцата кандидати што отпаднаа од трката тежат 9.299 гласа, кои имаат потенцијал да го одлучат победникот во вториот круг. Стефчо Јакимовски не крие дека очекува тие гласови да се слеат кај него. Моите очекувања се дека сите опозициони сили во Карпош ќе се обединат против владеачката партија од повеќе причини. Прво, затоа што ја води лошо државата, второ, затоа што нема никаква понуда за општина Карпош. Нивната понуда за општина Карпош е негативна кампања против мене и ништо повеќе од тоа. Очекувам и подршка од партиите кои што учествуваа во оваа изборна трка, а не влегува во вториот круг. Очекувам и некој од нив да не повика за гласање, туку граѓаните по слободна волја да одлучуваат за кого ќе гласат, што исто така сметам дека е принципијално. Од друга страна, и Лукровски се надева дека на неговото конто ќе легнат дел од гласовите кои беа дисперзирани во првиот круг и покрај фактот што СДСМ и Левица на централно ниво се опозиција на партијата од која доаѓа. Разговори и преговори секако дека има, ние пред се сме соседи, пријатели карпошани. Јас правам една дистинкција на она што е локална политика. Овде се засегнати граѓаните од комуналните проблеми, се она што ги мори во секојдневието. Како што споменавте, одреден број на гласови најверојатно се од оние непринципилни коалиции за кои ние најавувавме апропо тоа како се водеше кампањата од одредени политички конкуренти, партии, опоненти, како кандидати за градоначалници, колку низ кампањата ги имаше, односно ги немаше. Сето тоа резултираше со една поддршка на човекот кој остана да се бори со мене во вториот круг. Очекувам да се зголеми моето конто. Дека исходот од вториот круг во Карпош не може да се предвиди покажува и гласањето за советничките листи. Споредбата со кандидатите за градоначалник покажува прелевање на гласови. Сотир Лукровски, зад кого стоеа ВМРО ДПМНЕ и ЗНАМ, освои 799 гласа помалку отколку советничките листи на овие две групации. Стефчо Јакимовски пак освои 4.921 глас повеќе отколку што доби советничката листа на коалицијата која го номинираше Искуство за успех. Маја Мојсова Миовска доби 294 гласа помалку отколку листата на коалицијата на СДСМ, а Антонио Димитров освои 1365 гласа помалку од листата на неговата партија Левица. Само кандидатката Невена Георгиевска освои речиси идентичен број на гласови како и листата Независни за Карпош. Другите листи, кои немаа свој кандидат за градоначалник, освоија 2151 глас.
Овој висок степен на прелевање гласови кај актуелниот градоначалник може да укажува на две околности. Или тој е препознаен како добар градоначалник меѓу граѓаните со различна политичка определба, или во Карпош има скриени коалиции. Во телефонски разговор, кандидатите од Левица и од СДСМ ни посочија дека досега воопшто не се разговарало внатре во партиите дали ќе се даде поддршка на некој од 20 кандидати во вториот круг. Независната Невена Георгиевска пак беше децидна. Ние сме независни, што значи дека нема шанси да им кажеме на гласачите за кого да гласаат. Ниту можеме, ниту сакаме да ги насочиме. Поддршка не даваме никому, а ќе соработуваме во однос на тоа одлуките колку ќе бидат добри за граѓаните. Дури и да не договори поддршка, Јакимовски вели. Очекувам дека карпошани нема да си го дадат своето достоинство пред ова наезда што се шири према општина Карпош и очекувам дека уште еднаш ќе бидеме пример дека народот е непобедлив, а јас сум убеден дека народот стои зад мене, зад проектите, зад резултатите и зад аутономијата на општина Карпош. Аутономијата во смисла на туторството што го имаат политичките партии. Нам што ни се нуди од другата страна, ни се нуди кандидат кој што се слика со премиерот и кој што се слика и кој што стои зад сенката на премиерот или зад знакчето на партијата и 4 свети букви, ништо повеќе тоа. Тоа јасно кажува дека таму имаме кандидат кој што други ќе му ја водат општината. А на прашањето за аргументот што го користи ВМРО ДПМН е дека не треба да се гласа за Стефчо Јакимовски бидејќи е човек на црната листа на САД, тој коментира. Нарачателот седи во ќуматот на Белата палата. Јасно им е на сите граѓани, јасно им е и на моите против кандидати, освен на нарачателот, тоа јасно ги открива дека тие се нарачатели и без трунка срам. Тоа доаѓа токму од оние за кој што Ѓорги Иванов донесе аболиција. Токму од оние за кој што Зоран Заев донесе закон за амнестија. Токму од оние за кој што се формира специјално обвинителство во оваа држава. И токму од оние зборат за криминал за кој што Али Ахмети, по кој што сега плукаат, предложи закон за измени на кривичниот закон со кој што се спасија сите. Лукровски пак вели дека има доблест да каже дека Јакимовски бил добар градоначалник, но само во првиот мандат. Кога станува збор за отровните стрели што редовно се испраќаат помеѓу нив, вели. Јас не би сакал да зборувам за црни листи, за пресуди и така натаму, сето тоа е работа на обвинителството, на судските органи, меѓутоа тоа што се изнесува се факти. Тоа се вистини. Од друга страна, јас што го дури бев на неколку наврати како маловажуван со љубовта за Карпош, меѓутоа јас стварно нудам љубов за Карпош. Љубовта е еден добар зачин во се што сакаш да спремиш, треба да ставиш малку љубов, меѓутоа љубовта не ја разбираат оние што ја купуваат. Лукровски е оптимистот и за првпат од независноста Карпош ќе отиде во рацете на ВМРО ДПМН, бидејќи првиот круг, како што кажа, донел историски резултат. Мојата кампања ќе биде онаква каква што беше и до сега, без црнила, очекувам се и се што. Значи, во овој период од изминативе неколку месеци се изнесува одреден број на лаги, невистини кон мене, снимани во некои рилсови или како и да е, во некои студија, и тоа мене малце првично можам да кажам и ме погоди како човек, затоа што јас доаѓам од еден друг свет и јас ако ви кажам дека сте дипломирале лани, стварно треба да знам дека сте дипломирале лани, а не пред 15 години, ме разбирате. Така да очекувам да слушнеме сега се и се што, меѓутоа граѓаните се оние кои на крај ја даваат поддршката. Во Карпош има 56.856 регистрирани избирачи. На гласање излегоа 29.803, а речиси исто толку, 28.343, не го искористија гласачкото право.